Благодарам, председателке, почитувани јавен обвинител, почитувани колеги, присутни на оваа комисија, почитуван колега Дајанчо Ефтимов. Ние реплицираме во однос на вашето излагање. Значи, не можеме да реплицираме во однос на бројки кои што се изнесени во содржината на извештајот и не можеме да спориме за нешто што, како што ви каже јавниот обвинител, е точно напишано, презентирано и нормално како пратеници имаме и своји и поединечни, меѓутоа и политички видувања на работите. Така да, немојте да сваќате дека ние овдека на комисијава ќе зборуваме за како да работат јавните обвинители. Па тука сме контрадикторни, колега. Кога зборуваме за јавните обвинители и за судиите, ние овдека само треба да гледаме што изнесле тие, да бидеме критични кон она што го презентирале и да видиме што како пратеници можеме да помогнеме во рамките на нашите надлежности, задачи и обврски кои што ги имаме како членови на оваа комисија, да ја подобриме работата и да придонесиме за подобра работа на јавните обвинители. Од таа причина, прво ќе почнам со заедничката констатација на сите нас овдека, дека навистина извештајов за 2020 година е извештај кој што го разгледуваме со закаснување и кога ќе кажеме нешто, всушност веќе во 2021 година се случиле некои работи што ќе ги прочитаме во извештај од 2021 година, ние од оваа седница сега, од ова што зборуваме и реплицираме, не можеме да влијаеме на нештата врз основа на овој извештај. Тука ќе се согласиме, независно дали имаме рок или немаме рок, тука стоиме сите дека треба благовремено да ги добиваме извештаите за да можеме како пратеници во рамките на нашите надлежности и ингеренции да помогнеме да се подобрат работите. Од таа причина, јас нема да се осврнувам на целата содржина која што ја прикажавте вие во вашиот говор. Вие сушност се задржавте на сите овдека поенти, изнесени податоци, прашавте, изнесовте некој сомнеш, ви беше одговорено и од јавниот обвинител, беше и реплицирано. Јас овдека ќе се задржам на три работи кои што сметам дека во вашиот говор се важни вака да се обсервираат и да се коментираат и да се даде на некој начин некоја насока за тоа како и другите размислуваат по однос на приложениот извештај. Најпрвин ќе се согласам со вас дека јавните обвинители, јавното обвинителство треба да работи независно, ефикасно, транспарентно и отчетно. И тука изнесовте некои своји забелешки, меѓутоа вие изнесовте сомнеш зошто јавното обвинителство зависи од други институции чии носители на функции се политички функционери избрани, меѓутоа не се воздржавте и во објаснувањето и критикувањето по однос на изнесените овдека податоци, да дадете и своја сугестија, веројатно од вашата професија, како тие да работат. Кој ни дава нас право, пратениците, да му сугерираме како да работи јавниот обвинител? Нели е тоа директен упад на нас како политичари во однос на нивната работа? Да не заборавиме, се бориме за независно судство. Можеме да критикуваме, да произнесиме и некои своји искуства или примери, меѓутоа да сугерираме, тоа е директен атак на независното судство, независната работа на јавните обвинители. Тоа е една контрадикторност која што проявуваше во целиот ваш говор, во однос на тоа колку се ефикасни. Точно можеме да кажеме дека голем број на предмети се заборавени. Голем број се провлекуваат од претходната година во другата. И ево јас ќе кажам, например, дека во 2015 година над 12.300 предмети за лица обвиненија биле пренесени во 2015 година.
И овдека можеме да видиме дека и од 2019 година имаме над 15.000, така, незавршени предмети. И мора да се прашаме како пратеници и да го прашаме јавниот обвинител, дали овдека се во прашања средства, ресурси, немање на кадар, како што гледаме и во однос на кадарот, значи заостануваат и секојаш се под потребниот минимум на кадар. И тоа не е само во 2020 година, 2019, ево ќе се вратам назад во 2015 година, 179 јавни обвинители имало, а требало предвидено било да работат 251. И нели сега, и средствата кои тогаш и сега се одвојуваат се недоволни, и човечките ресурси се недоволни. Па тоа произведувало, нели, пластење, а некои од субјективни причини, како што изнесовте, јас истото тука се сложуваме, меѓутоа да видиме што ние како пратеници можеме да помогнеме тука. Што можеме ние овдека како пратеници во оваа комисија да извлечеме како поука? Дека треба да се бориме за поголем буџет. Да, треба да се бориме за поголем буџет на јавните обвинители. Треба да се бориме за подобри услови за работа. Повеќе средства за обуки, повеќе барања, мислења, односно барања нивни кон нас, можеби во оваа содржина недостасува нешто што се вика барање или укажување до пратениците што може во овој извештај недостасува и како кај јавниот нели правобранител што имавме и некои препораки што можеме ние како парламент да направиме за да се подобрат состојбите во јавното обвинителство. Мислам дека требаше да упатите такви прашања. Ево јас во ваше име и во мое име и во име на сите пратеници овдека поставувам прашање дали е само во прашање материјално или немање на доволен број на суди, јавни обвинители, за да можете вие да се екипирате и да работите во полн состав. Исто така, во однос на ефикасноста, мораме да се фокусираме на тоа да ние, покрај можностите што можеби ние треба да им ги направиме од аспект на материјална помош преку буџетот, можеби и со некои законски измени. И овдека е прашање сега колку овој извештај 2020 година ја отсликува целосната имплементација и да извлекуваме ние заклучок дали добро се одразил Законот за јавно обвинителство кој што беше донесен во февруари 2020 година. Станува збор за извештај за 2020 година во кој што по неговото имплементирање, па покренување на полугите и сите инструменти кои што се дадени, дали јавното обвинителство и Советот на јавни обвинители постапиле соодветно во тој период кој што им преостанал за да можеме ние тоа да го согледаме од овој извештај за 2020 година. Мораме да напоменеме дека овој извештај е специфичен. Специфичен е од две причини. Едната причина е тоа што тој се однесува за година во која што јавното обвинителство располага со еден нов закон за јавни обвинители, кој што го немаше цели 10 години, иако во 2010 година му беше дадена нова улога на јавното обвинителство во Законот за кривичниот закон. Ние во тие 10 години што сме направиле? Дали сме го пуштиле низ вакуум, зборувам пратениците, са не зборувам за политички партии, за владеачки, и тогаш функционирале тие 10 години вакви комисии, комисија за политички систем. Каде биле еминентните професори кои цело време на нас, ево вака што не сме правници, ни укажуваат како не знаеме да го тумачиме она што го напишале во овој извештај од место? Каде биле тие еминентни професори по право да укажат дека не може 10 години да функционира јавно обвинителство без постоење на соодветен закон за јавно обвинителство?
зборувам за ова не политички, бидејќи станува збор за специфичен, реков, извештај за работата на јавните обвинители. И уште една специфика е пандемијата од COVID-19, која што во овој извештај 2020 многу убаво ја отсликавте и со вашето презентирање, се работело под специфични услови секаде во целата држава, па и во судовите и во јавните обвинителства. Од тие причини сметам дека добро е ние пратениците овдека да бидеме и критични, меѓутоа и малку самокритични, и да си го поставиме прашањето дали во овие наши расправи треба да заземаме заеднички ставови и да му помогнеме на јавното обвинителство да си ја извршува својата задача, неговата уставна положба, законската рамка, неговите надлежности, задачи, онака како што треба. Кога зборуваме за транспарентност и отчетност, навистина ми е криво, колега Ефтимов, вие имавте навистина многу големо содржајно излагање во кое што дадовте анализа скоро на сите делови од самиот извештај. Меѓутоа не се задржавте воопшто на јавноста во работењето на јавното обвинителство. И за поголемата јавност само да кажам дека само во 2020 година имаме 87% зголеменост на транспарентноста според бројот на соопштенија на јавните обвинители кон јавноста во споредба со 2019. А да ви кажам, во 2014 година, ево една споредба да дадам, 73 објавени соопштенија имало. Што криеле јавните обвинители од јавноста, она што требало за нивната работа да се изнеси. Тоа е транспарентноста и отчетноста, значи и поодговорен однос кон граѓаните за кои што нормално јавните обвинителства и работат. 73 во 2014, пазете, сега во ово извештај 2020 имаме 836 објавени соопштенија, што покажува колкукратно е зголемена транспарентноста, отчетноста на јавните обвинители и јавните обвинителства кон јавноста. И тоа е еден показател. Јас реков ќе се задржам на транспарентност и отчетност, ефикасност. Кажав ефикасноста дека има и субјективни, меѓутоа и многу објективни причини, со бројки ето така споредбено колку биле вработени, какви услови, колку пари имале луѓето. И независност значи навистина да се остават да работат според словото на законот и уставот и според она што ние како пратеници можеби и во иднина, досега сме го донесли и во иднина ќе го донесуваме за да ја подобреме ефикасноста и независноста, но и транспарентноста и отчетноста на јавните обвинителства. Не сакам да ми одговорите дека ова е некое политичко реплицирање, реплицирав на тоа што зборувавте и на трите компоненти кои што сакавте да ги нагласите, а во исто време бевте и контрадикторни во излагањата. Ви благодарам.